Со влегувањето во Собранита Македонија на Република Македонија на уште еден политички субјект од коалицијата предводена од СДСМ за живот во Македонија, тоест партијата за општина и економски напредок ПОЕН, како партија од политичкиот центар со либерал-демократска провиденција и која вистински го застапува мултикултурализмот и интеркултурната толеранција во своите редови и органи на партијата, ќе се дава силен афирмативен импулс во парламентарниот дискурс за развој на концептот на едно општество за сите, наспроти суровата реалност на поделеното општество во Македонија, која што живее. Духот на овој концепт, кој што е во владата на Република Македонија, се срочува преку изготвувањето на предлог националната стратегија, а кон средината на оваа година ќе треба да се најде и во собраниска процедура за усвојување, ќе започне да провејува, да се дискутира и дебатира преку седниците на собраниците комисии и пленарните седници. Исто така, за прв пат во историјата на независна и самостојна Република Македонија, за заедниците кои преамбулата на Уставот се ставени под категоријата останат или други, ќе има патеник што јавно ќе ги брани нивните запоставени интереси во изминатите 28 години од прогласувањето на независна Република Македонија. Преамбулата на Уставот, тоест именувањето или неименувањето на некои од заедниците што живеат во Македонија, не сме да биде генератор на дискриминација, исклучување или пак оделување како граѓани од прв, втор, трети или четврти ред. Гласот и интересите на граѓаните припадници на заедниците на египчаните, хрватите, црногорците, торбечите, словенците, ерменците, русите, пољаците, украинците, унгарците, бугарите, грците, евреите, во рамките на развој на мултикултурното општество и интеркултурализмот, владење на правото, борба против дискриминацијата и ефективно учество во јавниот живот, промовирање на заедничките вредности и толеранцијата, ќе започне да се слуша во јавната политичка дебата, особено во собранието. При тоа воопшто нема да бидат исклучени припадниците на сите други граѓани со различни убедувања и идентитети. Сведочи сме дека Македонија изминатите години беше поделена по сите основи. Моја задача и обврска ќе биде концептот на едно општество за сите, на кој што и досега работев како посебен советник во Канцеларија на премиерот на Република Македонија, да го промовирам и развивам и во рамките на Собранието на Република Македонија. Овој концепт, заедно со процесот на помирување, на кој што сите заедно треба да работиме, се неопходни за заеднички да изградиме здраво и просперитетно општество. Во тој контекст, Собранието мора интензивно да работи на политиките на општествена правда и општествена кохезија. Ви благодарам. Ако имате некои прашања? Сега сме во термински за останалите промени. Знаеме дека Албанската партија има барање врска со државјанството. Дали барањето на веза го загрозува македонското идентитет? Бидејќи сами кажете дека те работело на Кој идентитет, етнички или државниот? Сега, ако сакате, можете да зборувате за државниот идентитет и за македонското идентитет. Дали барањето на веза го загрозува за таа? Па мислам дека етнички идентитет воопшто не загрозува во никој случај на македонскиот народ со промените на уставот, како и да бидат. Што разгледувавте барањето на веза? Па се уште ги анализираме и мислам дека се уште се преговарат за тие нивни барања. Така што веројатно ќе чекаме да се договорат со премиерот и со... Ќе продолжувате да бидете советник на председателот? Не, апсолутно со верификација на мандат. Стратегијата заменик координатор беше Алџовски Роберт и тој по функција ме наследува мене до избор на нов координатор на председател на тоа координационно тело. А за посебен советник ќе реши премиерот.